Hello, hello. Ова е вашата омилена Снежана, вашата најдрага личност од целиот свет, што вие многу сакате да ја слушате. Шалам. Ми кажа мојот роднина, не е важно кој, дека Снежа вика требаш вика да ја снимаш видеа повеќе со друштво, ваму, таму, настане ова, она. После тоа правив муабет со уште еден, не е важно кој што рече да, нешто треба да се снимаат видеа, вика, ама треба да се каже нешто паметно, вика, да се има некоја дешавка. И јас се сецнав, нели снимав видеа, едно 10 видеа и на крај се сецнав. И реков, стварно јас немам што да кажам, што трупам глупости цело време, као знаеш тоа не е паметно, не е ова, не е она. Ама па после некое време исплива вака у главата моја и мислата зошто уствари јас снимам видеа. И сватив дека јас не снимам видеа за да бидам супер интересна, или супер херој, или супер смешна, или супер паметна, или полна со мудрост, или не знам што, да откривам топла вода. Тук едноставно снимам видеа од причина што многу сакам да комуницирам. Многу сакам да зборам со некого. И YouTube е идеално место да збориш со некого, затоа што ти збориш, тој таму што те слушнал ти пишува коментар, или те пцуе, или те обожава, ти му враќаш, плюс од тоа имаш бенефит, нели? Значи, едноставно е прекрасно место, што човек може да збори. И затоа реков, чеке, знаеш, сакав да направам уште едно видео, иако немам некоја си пак ќе кажам важна работа да кажам. Значи, самото тоа што човек има потреба од комуникација, потреба од дружба, самото тоа е доволно. Може ќе кажам нешто паметно, може нема да кажам, меѓутоа, значи, што има врска, дај да искористиме што ни се нуди. Знаеш како вика, па и расипан саат, онака 2 пати во денот покажува точно саат колку е. Стварно е така. Што имам сега да се правам паметна? Не сум паметна, само сакам да зборам. Кога веќе имам можност, зашто па да не искористам? Инаку денеска, штета што не сум поспретна во ова видеава како да ги правам и тоа се. Денеска е еден многу убав среќен ден за мене, а тоа е, му купив на Сидни една како формулка со педали, со рачна кочница од на Рустезе. Оние што чуваат деца, знаат што им зборам. Значи, ја купив од Атлантик, за прв пат во живот се ценкам, така отворено и јасно и гласно, значи викам, ако може викам да ми ја спуштите, пошто беше 8.000 денари, јас се исценкав за 7 да ми ја дадат. И ја платив една половина пред 7-8 дена и сега денеска ја платив втората половина. И детево, значи, откако што сме дојдени таму, колку сат беше, 2 сат, не 2,5, до 7 сат уште е на низ. Феноменална количка и сум многу среќна, баш и на Facebook пишав дека кога растев јас, мајка ми немаше да ми купи ситница некоја, не па нешто, некоја количка поскапа и сум премногу среќна. Еднаш се сеќавам баш кога влеговме во една продавница, еднаш да било, нели? И јас видов една количка за барбеки, она како бебе, количка за бебе, за кукли. Беше да речеме како сегашни 400 денари, ме бидејќи растевме ние со самохрана мајка, со смешна сума плата таму некои 2-13.000, гс преку глава, зашто не знаевме како да се снајдеме, не па мајка ми количка да ми купи, не само ја стисна вака раката као стилот, чутено си барала се. И вечно ја памтам таа количка, како тој ден мајка ми не ми ја купи таа количка. Меѓу сите останати работи што не ми ја купила, пошто нормално немала пари, имала пари само колку да не прехрани. И сега јас нели, работам, нели, придонесувам вамте тамти, можам да му купам колички, сум многу среќна. Така да би им препорачала на сите родители
да им купувате на децата вакви колички, што немаат акумулатор, него што имаат педали. И онака со воло, знаеш, седиш и баш е хубаво, цел ден ја вози си ми количката. И посакувам на сите нормално да си приуштите, да можете да купите на вашите деца такво нешто. И тоа е тоа. Убава вечер. Чао.